Во повод глобалниот ден на изборите, кој секоја година се одбележува во првиот четврток во февруари, стручната служба на Државната изборна комисија организираше прв отворен едукативен ден за граѓаните. Ова е прв пат од своето постоење Државната изборна комисија да ги отвори своите врати за граѓаните, а интенцијата е ваквите денови да станат редовна пракса. Со ова информација ги започнуваме денешните урбани вести, и ве што ќе гледате во нив. Ке се градат 2 колектора за чистење на водите на Вардар. Од 20 часот се укинува бесплатниот градски превоз во Скопје. Општина Бутел прими донација од стопанствениците од Визбегово. Светска премиера на филмот Кога дрвата паѓаат на Берлинале. Почна пријавувањето за 6-та вицена женска трка. Договор за подобрување на инфраструктурата за отпадни води во градот Скопје потпиша денеска министерот за животна средина и просторно планирање и градоначалникот на град Скопје. Договорот предвидува изградба на 2 колектора на Вардар во централното градско подрачје, со кој ќе се заштитат водите на Вардар. Изградба на 2 главни колектора за отпадни води на реката Вардар во централното градско подрачје во Скопје предвидува проектот подобрување на инфраструктурата за отпадни води во градот Скопје, што денеска го потпиша Министерството за животна средина и просторно планирање и град Скопје. Во рамки на проектот ќе се гради еден колектор на десната страна на брегот на Вардар во должина од 3,5 километри, а на левиот брег 4,5 километри. На ваков начин ќе се затворат испусти во централното градско подрачје и општина Аеродром, преку кој се влева отпадна вода во реката Вардар и на тој начин ќе се заштити водата во Вардар, истакна министерот за животна средина и просторно планирање Сабдула Дураки. Со изградбата на колекторите се реализираат и главните предуслови за изградба на централна пречистителна станица за градот Скопје. Владата се обврза да започне најдоцна до 2020 година. Градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов истакна дека со овој проект ќе се овозможи водите на Вардар да ја добијат природната боја и чистотата на водата ќе се крене на највисоко ниво. Имајќи предвид дека како град Скопје се обврзавме да вложуваме во колекторски системи и пречистителни станици, нашите активности се повеќе насочени кон обезбедување на услови за постигнување на нашата крајна цел. Грижата за здрав живот на сите граѓани не обврзува да вложуваме и да се грижиме за животната средина. Ова представува чекор напред во нашата заложба водите на реката Вардар да ја добијат природната боја, а степенот на чистотата на водата во реката да го подигнеме на највисоко можно ниво. Исполнувајќи оваа активност, градот Скопје, заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање и јавното претпријатие Водовод и канализација, исполнуваме и основен и клучен предуслов за конечно изградба на централна пречистителна станица на градот Скопје. Проектот е вреден 10 милиони евра и е финансиран од Европската Унија ИПА-2, а е кофинансиран од буџетот на Република Македонија. По информациите во дел од медиумите околу воведување зонско паркирање во општина Карпош, од општината излегува со соопштение во кое ги демантираат информациите и истакнуваат дека граѓаните поднеле иницијативи за воведување зонско паркирање во некои делови, а општина Карпош како сервис на граѓаните има обврска да ги реши сите реални проблеми на жителите, вклучително и овој со паркирањето. Општина Карпош ги демантира информациите околу наводното воведување на зонско паркирање во Карпош. Оттаму велат, факт е дека на неколку клучни локации во општината постојат така наречени тесни грла во паркирањето. Станува збор пред се за потегот долж улицата Рузвелтова, како и за опфатот околу трговскиот центар Сити Мол. Па поради тоа, жителите од зградите, но и од околните куќи на овие локации, имаат реален проблем со паркирањето, поради фактот што возилата од општина Центар и други посетители ги паркираат своите возила на паркинзите наменети за станарите на општина Карпош, кои се бесплатни. Од општина Карпош информираат дека поради ваквиот реален проблем, граѓаните на Карпош од овие делови се повеќе го актуализираат прашањето за поставување некакви ограничувања на паркирањето од другите општини. За таа цел, дури во неколку наврати поднеле иницијативи до градоначалникот и до општината
општината за воведување на зонско паркирање токму на овие делови, а општина Карпош како сервис на граѓаните има обврска да ги реши сите реални проблеми на жителите, вклучително и овој со паркирањето. Од локалната самоуправа велат дека остануваат на ставот дека во Карпош нема потреба од воведување зонско паркирање на целата територија на општината, но она што може како локална власт е да се разгледаат иницијативите и да се изнајде најсоодветно решение. Дали на тие потези ќе има зонско паркирање може да решат само мнозинство од жителите на овие делови од Карпош кои се соочуваат со проблемот, откако претходно тие сознанија ќе бидат добиени со спроведување на анкета и непосредно изјаснување, но никако со декрет или наметнато решение од општина Карпош или како дел од програмите на град Скопје, велат од општина Карпош. Вечерова завршува можноста за бесплатно возење во автобусите на ЈСП и приватните превозници. Мерката која е дел од низата мерки против загадувањето, според анкетата на МТМ, дава позитивни резултати. Анкетираните граѓани потврдуваат дека го користат јавниот превоз, посебно во деновите со висока аерозагаденост. Град Скопје соопшти дека од вечерва во 20 часот се укинува бесплатниот градски превоз во Скопје, а веднаш се укинуваат и вонредните мерки и препораки за намалување на загадувањето на воздухот, по добиените информации од Министерството за животна средина и просторно планирање, дека среднодневните концентрации на PM10 честички во воздухот се под дефинираниот праг на алармирање од 200 микрограми на метар кубен и епизодата со зголемено загадување во текот на 2 последователни дена е прекината. Мерките против аерозагадувањето беа активирани по трет пат оваа зимска сезона, но колку и дали истите даваат позитивен ефект ги прашавме граѓаните, кои потврдија дека го користат бесплатниот автобуски превоз, но во домашни услови, скоро и да не користат прочистувачи на воздухот. Користите јавен превоз? Па да. Поради загадувањето на воздухот или редовно? Па највеќе ради загадувањето, да. Како се справувате со загадениот воздух? Користите ли дома некој прочистувач или нешто друго? Па не, послабо отвараме прозор, послабо проветруваме и тоа е. Дали користите јавен превоз? Користиме. Поради загадувањето на воздухот или редовно? Поради загадувањето на воздухот. Дали користите јавен превоз? Па користам, ама поретко, повеќе сакам така да пешачам. Дали кога е загаден воздухот вака да користите превоз? Го користам, да. Морам да го користам тогаш кога е многу загаден. Денеска можда се чувствувам, а не е толку. Така, а дома како се справувате со загадениот воздух? Користите ли нешто за прочистување? Па моментално уште не користиме, размислувавме. И се уште сме на таа тема. Така. Повеќе проветруваме кога е почисти, така. Јавен превоз дали користите? Да, сега се симна. Редовно го користите или само вака кога е загаден воздух? Редовно. Дома прочистувачи дали користите? За Не, воздухот како не. се справувате? Така, нормално. Како за сите и за нас. Едно прашање, дали користите јавен превоз? На тоа дека стоите на автобуско постојание. Да, Поради загадувањето на воздухот или редовно го користите јавен превоз? по потреба. По потреба. Дали дома прочистувачи некој за воздух користите? Како се справувате со загадениот воздух? Живеам во село така да нема потреба. Прозори отвора врати така. Секогаш користиме јавен превоз. Користите јавен превоз? Да, Кога загаден воздухот или редовно го редовно. И покрај расчистувањето на воздухот, градот Скопје апелира до граѓаните да не ги користат возилата без потреба, повеќе лица да се возат во едно возило, да се користи јавниот превоз, за затоплување на домовите да не се користат отпадни материи, прегорено машинско масло, лакирани и обоени отпадоци од дрво, стиропор, пет амбалажа, гуми и каков било синтетички материјал, да се користи суво и чисто дрво без примеси од земја и од отпадоци, а печките на дрва да се користат и одржуваат според упатствата на производителот.
Од град Скопје посочуваат дека овие мерки и препораки за намалување на загадувањето на воздухот ќе се воведат повторно, доколку се повтори епизодата со загадувањето на воздухот, зашто граѓаните ќе бидат навреме информирани. Инаку, според податоците на Министерството за животна средина и просторно планирање, во новата 2018 година граѓаните дишале загаден воздух дури 28 дена. Аерозагадувањето има исклучително штетно влијание врз здравјето на луѓето од повеќе аспекти. Штетните PM10 честички, покрај тоа што имаат докажано канцерогено дејство, докажан ризик фактор за појава на рак на бели дробови, влегувајќи во крвните садови може да ги затнат крвните садови и да предизвикаат срцев или мозочен инфаркт и да предизвикаат така наречен оксидативен стрес и оштетување речиси на сите органи и системи, а не само на дишните патишта, вели професор доктор Драган Јорчев од Институтот за јавно здравје. Поситните PM2,5 честички, поминувајќи ја крвно-мозочната бариера, може да доведат до развој на невродегенеративни болести, како што се Паркинсоновата и Алцхеймеровата болест. Особено е под ризик здравјето на најмалите и најмладите, децата. Тие се погодени од загадениот воздух уште додека се во матката на мајката. Изложеноста на фетусот доведува до подоцнежна појава на психолошки промени и промени во однесувањето, анксиозност, синдром на хиперактивност и недостиг на внимание. Може и застој или нарушување на развојот на мозочното ткиво и на интелектуалниот развој на децата, што подоцна ќе им направи меѓу другото и пречки во учењето и во следењето на наставата. Во услови кога аерозагадувањето е постојано на највисоко ниво, се препорачуваат некои мерки за лична заштита. Маски со HEPA филтер, кои не ги пропуштаат опасните PM10 честички, и апарати за прочистување на воздухот во затворен простор, кои исто така треба да имаат и предфилтер и HEPA филтер. Филмот "Кога дрвата паѓаат", светската премиера ќе ја има на меѓународниот филмски фестивал во Берлин, Берлинале, каде ќе се надпреварува во 5 категории, меѓу кои и за наградата за најдобар прв игран филм. Филмот "Кога дрвата паѓаат", што е копродукција помеѓу Македонија, Украина и Полска, светска премиера ќе има на престижниот меѓународен филмски фестивал во Берлин, Берлинале. Во програмата Панорама, каде ќе се прикажат 5 фестивалски проекции и 2 затворени проекции за филмските професионалци. Филмот е во режија на украинката Марсија Никитук, а на Берлинале ќе се надпреварува во 5 категории, меѓу кои за наградата за најдобар прв игран филм. Македонскиот креативен придонес во филмот "Кога дрвата паѓаат" го обезбедија Блаже Дулев како монтажер, Александар Пејовски како кокомпозитор и Крсте Господиновски како супервизор и креатор на визуелни ефекти, заедно со цел тим артисти за 3D и визуелни ефекти. Интересна беше соработката со Марисија, која што во принцип овој е нејзин прв филм, она нема формално филмско образование. Има веќе изработено неколку кратки филмови, во принцип е сценариста. И интересен беше аспектот што она токму веројатно и тоа е една од поголемите причини во незиниот оригинален пристап, пошто не робува на класичните филмски правила, токму заради тоа што го нема тоа формално филмско образование, она има свој засебен интересен и специфичен пристап во решавањето на сцените и од друга страна тој пристап изобилува со оригиналност кој што е фала му на Господа што и го препозна во еден ваков престижен филмски фестивал. Ми беше посочено дека се работи за извонреден филм и нели го видовме веднаш по првичните материјали, што само по себе значеше дека визуелните ефекти ќе треба да бидат на многу високо ниво. Важно е да се каже дека визуелните ефекти се работат целосно во Македонија, значи не е од тип на филм во кој што се втора, трета рака визуелни ефекти. Приказната во филмот се одвива околу малата хероина која мора да разбере колку е важно да се бори за незините соништа. Малото бунтовно девојче, кое има само 5 години, учи за животот следејќи ја романсата на незината братучетка со млад криминалец, кој подоцна бега поради убиство, а девојката е принудена да стапи во брак со друг човек. Филмскиот фестивал Берлинале оваа година ќе биде одржан од 15 до 25 февруари.
Општина Бутел доби донација од лопати, гребла и облека кои се наменети за работниците што ја одржуваат хигиената во општина Бутел од страна на Сдруженијето на компании од индустриската зона Визбегово. Како што истакна градоначалникот на општината Велимир Смилевски, донацијата е остварена како резултат на добрата соработка меѓу општината и Сдруженијето. Предадена донацијата од Сдруженијето на компаниите од индустриската зона Визбегово за општина Бутел. Денеска градоначалникот на општина Бутел ја прими донацијата која, како што рече, е резултат на добрата соработка меѓу општината и Сдруженијето. Вредноста на донацијата изнесува околу 31.000 денари, а се состои од лопати, гребала и облека кои и се наменети за работниците што ја одржуваат хигиената во општина Бутел. Председателот на Сдруженијето на стопанственици од индустриската зона Визбегово, Неџат Шаини, рече дека се надеваа дека наскоро работниците ќе ги видат и во индустриската зона Визбегово. На градоначалникот на општина Бутел во име на Сдруженијето на индустриската зона Визбегово Стенковец дадеме една мала донација од средствата собрани од Сдруженијето кои ќе се употребат за вработените во комуналното предпријатие на општината и ќе им служи како опрема за одржување на хигиената и чистење на самата општина, а се надеваме дека дел и од вработените ќе ги видиме бргу и во нашата индустријска зона. Градоначалникот Велимир Смилевски се заблагодари на совесните бизнисмени од индустриската зона Визбегово, кои ја покажаа својата општествена одговорност. Градоначалникот додаде дека во изминатиот период општина Бутел имаше средби и договори со стопанствениците, со што се направени договори дека во текот на оваа година активно ќе се грижи општината за потребите на компаниите. Од денеска па понатаму, како што и говоревме во претходните средби, ние сме партнери. Денеска од нашите партнери добивме една донација, помош, која што ќе биде доста добра донација за нашиот сектор околу чистотата и се надевам дека во наредниот период нашите обврски ќе ги задоволат потребите на целата економска зона. Поднесувањето на годишната даночна пријава се врши до 15 март, соопшти управата за јавни приходи. Даночна пријава се поднесува доколку во 2017 година сте оствариле приходи во земјата и од странство надвор од редовната плата или пензија. Управата за јавни приходи ги повикува граѓаните до 15 марта поднесат годишна даночна пријава доколку во 2017 година оствариле дополнителни приходи во земјата и од странство. Како што информираат од УЈП, треба да се пријават приходи остварени надвор од редовната плата или пензија. Годишната даночна пријава може да се преземе од веб страницата на УЈП и да се поднесе во даночните шалтери преку пошта или електронски. Од управата подсетуваат дека со цел на времено приспособување на новиот начин на пријавување, пресметување и плаќање на персоналниот данок на доход, секој граѓанин да се регистрира на системот е-персонален данок. Денеска започна пријавувањето на 6-та поред авицена женска трка, која ќе се одржи на 1 април на булеварот Илинден. Пријавувањето ќе трае до 28 март. Од денеска официјално е почнато пријавувањето за 6-та авицена женска трка 2018. Трката е закажана за 1 април со почеток во 10 часот. Минатата година околу 1500 надпреварувачки трчаа во градскиот парк промовирајќи авицена женската трка како синоним за здравје и здравиот начин на живот. Со денешното отворање, организаторите за сите кои ќе се пријават овозможија до 4 февруари да го одберат својот омилен стартен број. Во првиот бран кој ќе трае до 15 февруари, котизацијата изнесува 150 денари, а самото пријавување завршува на 28 март 2018 година. Оваа година е приредено исклучително изненадување со тоа што трката ќе биде од уличен карактер и ќе се одржи на булеварот Илинден во Скопје. За прв пат стартот и целта ќе бидат пред фонтана Лотос на булевар Илинден и ќе се трча по самиот булевар во еден круг од 2 километри. Стартниот пакет за авицена женска трка вклучува стартен број со чип, онлайн диплома во PDF форма, вода, учество во лотарија и подароци од спонзорите, информира организаторот на трката.
Друштвото на писателите на Македонија ги соопшти добитниците на наградите за најуспешни книжевни дела во 2017 година. Наградите на добитниците ќе им бидат врачени на 13 февруари на свеченост по повод 71 година од основањето на Македонската писателска асоциација. Друштвото на писатели на Македонија ги соопшти добитниците на 5 годишни награди кои ги доделува. Наградата Ацо Шопов за поезија, Стале Попов за проза, Димитар Митрев за критика и есеистика, Ванчо Николевски за книга за деца и Книжевен мост за најдобра книга напишена на еден од јазиците на националностите. Наградата за најдобра поезија ја доби романот Манастир Фуентерабија на Јагода Михајловска Георгиева. Ја доби наградата за најдобро прозно дело во 2017 година. Ристо Василевски ја доби наградата за поетската книга Оди во кругот. Ангелина Бановиќ Марковска е добитничка на наградата за критика и есеистика. На Васил Мукаитов му е доделена наградата за најдобра книга за деца за стихозбирката Скокни и прескокни, а Лерка Тотнаумова ја доби годинашната награда Книжевен мост за невидлива врат, книга поезија на хрватски, мајчин јазик на авторката. На конкурсот на Друштвото на писатели на Македонија пристигнаа 76 дела од сите жанрови. Одлуките за најуспешните остварувања ги донесоа жири комисии составени од 15 истакнати писатели, универзитетски професори, научни работници, критичари и есеисти. Наградите на добитниците ќе им бидат врачени на 13 февруари на свеченост по повод 71 година од основањето на Македонската писателска асоциација. Од регионалниот центар за управување со кризи информираат дека утре во одредени периоди од денот без струја ќе останат делови од општините Центар, Киселавода, Газибаба и Карпош. Заради закажани технички зафати, утре без електрична енергија ќе останат корисници од општините Центар, Киселавода, Газибаба и Карпош, информираат од регионалниот центар за управување со кризи Скопје. Во период од 11 до 16 часот без струја ќе бидат корисниците од делови од улиците Славеко Арсов и Христо Чернопеев во општина Центар. Од 11 до 13 часот дел од корисниците од улицата Студеничанска во општина Киселавода. Од 8:30 часот до 12 часот корисниците од улицата Еден и околните подулички во Трубарево и корисниците покрај железничката пруга во општина Газибаба. А од 10 до 13 часот дел од корисниците од улицата Миле Попјордено во општина Карпош. Повремени врнежи од дожд и засилен јужен ветер најавуваат метеоролозите за утре, а за сабота со поголем интензитет. Облачноста ќе започне утре од запад. Врнежите ќе продолжат и во сабота, кога ќе бидат поинтензивни и ќе се проследени со засилен, на моменти силен југозападен ветер над 80 км на час. Локално ќе има услови за појава на пороен дожд и ретки грмежи, особено во западните подрачја, а на повисоките планини ќе има врнежи од снег. Повремени врнежи се можни и во недела предпладне, кога на повисоките места на североисток ќе преминуваат во слаб снег. Во понеделник ќе настапи стабилизирање на времето. Температурите ги гледаме од Матамаметра.
Во текот на изминатата недела во Република Македонија се регистрирани 1085 заболени од грип, што е зголемување за 70% споредено со неделата пред неа, кога беа регистрирани 637 заболени лица. Се наведува во извештајот што на својата веб страница денеска го објави Институтот за јавно здравје. Вкупно во оваа сезона пријавени се заболени лица од 25 центри за јавно здравје. Со ова информација ги завршуваме денешните урбани вести. Ви благодарам на вниманието, а повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.